Денес православната црква го празнува рождеството на Пресвета Богородица. Празник е на Света Богородица Калишка и празник на иконата на Света Богородица Почаевска. Рождество на Пресвета Богородица. Света Дева Марија се родила од своите стари родители Јоаким и Ана. Татко и бил од племето Давидово, а мајката од родот Аронов. И така таа била по татко од царски род, а по мајка од родот архиерејски. И со тоа веќе го предскажувала оној кој од неа ќе се роди како цар и првосвештеник. Незините родители биле веќе стари, а немале деца. И затоа биле посрамени пред луѓето и скрушени пред Бога. И во својата скрушеност се молеле на Бога со плач да ја израдува нивната старост со дарување на едно чедо, како што некогаш го израдувал старецот Авраам и старицата Сара, дарувајќи им го синот Исак. И Бог, семоќен и севидлив, ги израдувал со радост, што далеку ги надминала сите нивни очекувања и сите најубави соништа. Затоа им се дарувало не само ќерка, туку и Богомајка. Ги озарил не само со привремена радост, туку со вечна. Бог им дал само една ќерка, која подоцна им родила само еден внук. Но каква ќерка и каков внук! Благодатната Марија, благословена меѓу жените, храм на Духот Свет, олтар на живиот Бог, трпеза на небесниот леб, кивот на светињата Божја, дрво со најсладок плод, слава на родот човечки, пофалба на родот женски, источник на девството и чистотата. Таа била од Бога даруваната ќерка на Јоаким и Ана. Родена во Назарет, а после 3 години одведена во храмот Ерусалимски, откаде повторно се вратила во Назарет, за наскоро да ја чуе благовеста на свети Архангел Гавриил за раѓањето на Синот Божи, Спасителот на светот, од незиното пречисто и девственичко тело. Празник на Света Богородица Калишка. Во манастирот на Света Богородица, близу до селото Калишта, западно од Струга, Светата Богомајка ја покажувала својата сила и милост низ многобројните чуда. Многумина болни биле исцелувани чудотворно, а разбойниците кои намислувале да го ограбат или осквернат манастирот, биле остро казнувани од невидлива сила. Во храмот се наоѓа чудотворна икона на Света Богородица, а во близината на храмот има 2 целебни води, на Свети Петар и на Свети Ананија. Недалеку од главниот храм се наоѓа параклис на Свети Атанасиј во пештера. Празник на иконата на Света Богородица Почаевска. Во Волинската губернија се наоѓа познатиот манастир на Света Богородица во Почаев, каде што Светата Богомајка му се јавила прво околу 1340 година на едниот од двајцата иноци, кои тука во една пештера се подвизувале. Од тогаш, тоа место постанало
nepresušen izvor na mnogobrojni čuda.